Јас сум Софија. Јас сум Елеонора. Јас сум Лила. Јас сум Теа. Јас сум Ивана. Според мене младите можат нудат многу добра едукативна програма, особено за теми кои во нашето општество се доста стигматизирани, особено помеѓу нашите врсници, и затоа сакав да направам заедно со младите можат некаква промена околу тоа. Се пријав ради тоа што енергијата е стварно невројатна и сакав да научам нови искуства и да стекнам нови знаења и пред се да стекнам нови пријателства, нови дружења. Јас најпрво бев на работилница која што се одржуваше во моето средно во Корчагин и таму се запознав всушност со младите можат како организација и многу ми се допадна атмосферата, многу нови искуства, познанства, ова, она и многу сакав да станам дел од тоа некако. Јас за младите можат дознав од Инстаграм и со другарка кога видовме дека има програма за кариерно насочување, тама не се погоди, затоа што време ми е да одлучам. И програмата беше стварно супер, дружбата ни беше топ. Многу успев да се спознам себе си на програмата, тоа беше првично. Не беше толку битно да одлучам зашто ќе правам во животот, туку ме научи многу работи за мене што не сум ги знаела. Јас бев вклучена во програмата кариерно насочување. Избрав таа програма бидејќи се двоумев на што прво факултет да идем и што сакам да видам мојата професија понатаму во животот. Јас сум во програмата за врсничка едукација за ментално здравје, Youth Can Do It Better. Токму сум во оваа програма бидејќи многу ме интересирало од секогаш психологија и исто така многу сакам да ги развивам некои мои вештини како комуникација со луѓе, комуникација подобро за сопствените емоции. Иако се се одвиваше онлайн, постојано имавме некои тимски вежби, некои работилници, јас така стекнав многу нови пријателства. Искрено не верував дека ќе се случат баш ова време, но меѓутоа за толку кратко време со колку многу луѓе се дружев, едно девојче ми предложи Minecraft заедно да играме. И така и со многу од нив се уште комуницирам активно на социјални мрежи. Иако на самиот почеток се запознавме седмото, натака почнавме со видео кол и се тоа, но без разлика на тоа имаше многу добра интеракција помеѓу врсничките едукатори и јуниорите. Исто така имавме искуство со сениорите да се запознаеме и они исто така со нас ги споделија сите искуства, што исто така дојде како голем помош. Треба повеќе младите да се вклучуваат, затоа што сите се изгубени, не знам каде на факултет, тоа ова, ама ако не почнуваш со нови работи, ако не си излезеш од комфорт зона, малку не се бутнеш себе си, нема да почнеш да збориш, нема да имаш критичко размислување. Пријави се.